Сакам да ви известам дека согласно уставните одредби, согласно роковите утврдени во изборниот закони, како председател на Собранието на Република Македонија имам обврска по распуштањето на Собранието да распишам предвремени избори за пратеници. Односно на роковите, уставната одредба предвидува дека предвремените избори за пратеници се одржуваат во рок од 60 дена од распуштањето на Собранието. Денес го потпишав решението за распишување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кој ќе се одржат на 27 април 2014 година, односно на истиот ден со вториот круг на избор за председател на Република Македонија, доколку председател не биде избран во првиот круг на 13 април. Решението за распишување на изборот ќе биде доставено до Државната изборна комисија на Република Македонија како орган за спроведување на изборите, до Министерството за надворешни работи и до Министерството за правди. Како и минатиот пат и денес, сакам да потенцирам дека пред нас е изборен процес во кој изборните правила се прифатени со согласност и на власта и на опозицијата, што представува дополнителна обврска и за едните и за другите. И обврска истите да бидат почитувани и практикувани во текот на целиот изборен процес. Уште еднаш сакам да ги повикам сите учесници во процесот за избор на председател на Република Македонија и за избор на пратеници да постапуваат исклучиво во согласност со уставните и законските одредби, да придонесат по создавање на мирна и демократска атмосфера во која секој граѓанин ќе може достоинствено да го оствари своето право на глас во своето лично убедување. Да. Парламентарните и предвремените парламентарни и председателски избори од страна на Државната изборна комисија и од страна на опозицијската собствено беа искажани јавно недоумици околу тоа како ќе се спроведуваат предизборните процеси, бидејќи има поклопување во спроведувањето во делот на кампањата која има МОН. Тоа остана недоречено некаде виси во воздухот. Кој е вашиот став за ова прашање, кое представува ризик по регуларноста на самиот изборен процес? Како што кажав, значи денес ги распишав изборите за пратеници, тие ќе се одржат на 27 април. Претходно ги распишав председателските избори кои што се одржат на 13 април и како што кажав сега во изјавата, доколку не се избере председател на Република Македонија во првиот круг, вториот круг ќе биде на 27 април, како што вие кажавте во прашањето, во истиот ден ќе се одржат двата изборни циклуси. Јас во решението укажав и на претходното решение и сега орган за спроведувањето на изборите Државната изборна комисија. Тие се овластени да ги спроведат законските одредби и да дадат тумачење на одредбите кои што треба да се спроведат. Значи од денеска ќе биде доставено решението од Државната изборна комисија. Сите недоумици во однос на спроведувањето на изборите имат овластувањето Државната изборна комисија да ги тумачат во смисла на спроведувањето на изборите онака како што е најдобро за учесниците во изборите. Ја мислам дека Државната изборна комисија има капацитетот да го направи и да ги даде тие тумачења за сепак да бидат учесниците во изборите равноправни во однос на представување.